Председателот Пендаровски нема да дозволи испраќање во странство на амбасадори кои поседуваат двојно државјанство. Откако Алфа објави дека постојат информации дека меѓу кандидатите за амбасадори има и такви кои поседуваат државјанство на други земји, а тоа се коси со Законот за надворешни работи, шефот на државата категорично ја отфрли можноста да потпише указ за именување на такви лица на амбасадорска позиција. Актуелниот закон за надворешни работи вели дека само државјани на Македонија може да се именуваат за амбасадори. Не дозволувам луѓе со двојно државјанство да бидат амбасадори. Побарав од службите пред да дојдат предлозите кај мене за да ги потпишам указите, сите формално да се проверат преку институциите и ако има само еден со двојно државјанство, нема да го потпишам указот за да се именува амбасадор. Нема да го пратам како амбасадор, бидејќи на тој начин јас не би го почитувал законот. Еден од оние за кои во јавноста постојат информации дека има двојно државјанство е професорот Мишо Докмановиќ кој се подготвува да оди во Израел. Тој за Алфа одби да ги коментира овие наводи, иако неговата кандидатура е спорна и од други причини. Неодамна поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошевски предупреди дека професорот Докмановиќ бил дел од комисијата за доделување стипендии за додипломски студии во странство, која одлучи токму на керката на Никола Димитров да ја биде доделена државна стипендија во висина од 40.000 евра за секоја година од студиите во Холандија. Постои основно сомнение дека остварувањето на ваквиот значителен приватен интерес за семејството на Никола Димитров, влијанието врз непристрасното вршење на неговите министерски овластувања кога тој одлучил на владата да ја го предложи токму професорот Докмановиќ, а не некој друг за амбасадор во Тел Авив. Голема е веројатноста дека министерот Димитров како избран функционер му возвратил со давање на предност лично на професорот Докмановиќ и му овозможил повластица преку неговото предлагање за амбасадор во Тел Авив. Во пресет на формирањето на техничката влада, Заев и неговите соработници забрзано започнаа да ги пополнуваат со своји луѓе амбасадорските места кои со години стоја испразнети. Дали во желбата да ги наградат проверените кадри го кршат законот за МНР и законот за спречување корупција и судирни интереси, треба да се изјаснат соодветните институции.